Кога се случи пожарот во дискотеката Пулс, јас бев надвор и безбеден, но наеднаш пред мене се појави планина од оган. Гледката беше страшна, а прво што ми дојде во глава е дека мојот братучет е внатре. Ја ставив маицата во вода, ја навлеков преку глава и тргнав да го барам. Се сеќава на апокалипстичната ноќ 18-годишниот херој од Штип Христијан Стојанов. Што се случуваше потоа? Јас едноставно отидев во диското, мислам пред диското, и кога ја видев таа гледка, колку луѓе имаше запалени кои излазат од диското, што се успеале да излезат, ама исто така се настрадале од огино. Јас во тај момент размислив дека мој братучет е унатре и со мој близок другар едноставно се погледнаме само и едноставно следното беше дека треба да улеземе. И не знам како се снајдев во тај миг, не се точно сеќавам како ја успеав да ја натопам мајцата, со вода дека ја натопив, ама не знам од кај. Ја ставив на устата и едноставно упаднав внатре. И откако го успеаме тоа да го направиме, јас излезев надвор. Исто така и надвор имаше луѓе изнесени што беа мртви. Во хаосот од братучетот немаше ниту трага, но Христијан со уште еден другар тргнаа во животно ризична мисија да го спасат животот. Во тај момент едноставно се размислуваше што повеќе луѓе да извадеме, не е битно дали ќе се живи или ќе се мртви, да не изгорат до крај беше поентата и едноставно после се врнаме унатре. Не улаваме многу унатре, за тоа што огинот беше многу голем и тие што беа живи не можеа да излезат од чатата што ги печеше на очите, само и подававме рака и ги влечевме со нас за надвор. А тие што беа унесвестени, што не беа при свест, тие ги само зимовме и ги изнасавме до скалите, а тие што не можеа, што нема храброст да улезат унатре, тие ги презимаа пред влезо на диското и ги тргаа што подалеко да пробат да ги освестат со вода, да ги измијат или да ги носат директно болницата. Дали избираше кого да изнесеш и да спасиш, машко или женско, познат или непознат? Во таа случка имаше и мои познаеници што ги познавав, али не гледав по пол или по дали ги познавам или не ги познавам, само гледав што повеќе да спасам, што повеќе да извлечам и не беше на менето тоа дека прво сум ги спасувал тие што ги познавам или тие што не ги познавам. Тоа на мене ми беше се едно кој ќе извлечам, битно беше живот да се спаси. Што во тие моменти средношколецот од средното текстилно училиште во Штип мислеше? Во тие моменти не размислував ништо освен да извадам што повеќе луѓе и не ми беше страф, не размислував за дека на мене може нешто да ми се случи. Тоа е нешто што во тај момент никој не може да размисли што ќе му се случи. Според мене јас размислував само што повеќе луѓе можам да спасам, да извлечам. Дали во некој момент се исплаши од ужасната гледка што беше на сите страни? Па не, во тај момент ја не размислуваше за што може да ми се случи на мене. Не, на почетокот се само исплашив, али после се помирив со тоа. После се помирив со тоа и сванав дека животи се во прашање и дека треба да спасам. Гледката беше многу лоша и се очекуваше да има повеќе смртни случаи, што ова е стварно многу превише, али можела уште повеќе да биде, ако не беше со помош на обезбедувањето, кој не асоцира ние како да повеќе од кај да фаќаме, кај да ги извлекуваме и сето тоа со нивна помош, али па да имаше повеќе спремни луѓе, повеќе ќе имало и повеќе спасени луѓе. Како успеа да издржи и да се спаси од огонот, кој дури 59 не го преживеа? Што беше пресудното? Па тие 59 не се го преживеале за тоа што се били унатре, а јас веќе кога беше расчистено, можев да се пазам и не беше вратата блокирана пред тоа како што е била
и не е толку тешко за да се пазиш и да не настрадаш. Цели 3 часа Христијан изнесуваше тела и се бореше со стихијата, не водејќи сметка за себе. Дали истото би го повторил и сега? Па да, ја би го повторил затоа што со мојот пријател Давид Симонов имав доволно храброст, не бев сам. По трагедијата некој од оние кои Христијан ги изнесе починаа, а тој не може да си прости за тоа. Зошто? Па не можев да си го простам за тоа што у болницата кога бев не можев на ништо друго да размислувам и кога сакав да спиам, не можев добро да спиам по сликите и гледките и телефонот кога го взимав, се тоа се збореше нели тај период и блиски другарчиња ми починаа што беа при свест, сега не знам како е дојдело до тоа да не издржат, али Повредите и психичките последици кај него се видливи. Тој 10 дена помина во болница, но не е излечен. Јас кога се вратив од Кочани во понеделникот, јас снемав воздух, се онесвестив и право ме пратија во Скопје. Таму во Скопје секој ден примав терапии, инфузии, нон-стоп бев на кислород, затоа што ми беше тешко дишењето. Имаше, од нивна страна се беше окей во Скопје, имаше и психолог и психијатар со кој што разговаравме. Само имаше исто така проблем со спањето, со сликите што ми се дешава преку додека спиев и тоа беше напорно. За жал, освен оние што спасуваа, имаше и некои кои беа гледачи и снимаа со телефоните. Дали ве попречуваа во спасувањето и дали помагаа или само снимаа? Па да, јас како излезев од диското имаше народ што не беа во диското, а снимаа со телефоните, тоа е било нивно право, дали и не само желе да гледат или са мислиле дека или се знаеле дека не се способни да помогнат, али не е окей што снимаа. Стоја на страна и снимаа. Сепак Христијан е горд, затоа што секогаш во животот ќе има право. Па да, јас сум горд на себе, откако успеав да извадам некои луѓе што се останале живи, што се останале при свест и некои што не се изгореле до крај, што сум успеал да ги извадам. И не очекувам ништо возврат за тоа, затоа што сепак тоа се човечки живота во прашање и ќе останам горд на тоа што сум успеал, највише што сум дал се од себе таа вечер и после што помагав и таму исто на некои родители што не и беше баш се едно. За Христијан животот повторно треба да започне. Тој не знае како и на кој начин, бидејќи во него има силна траума, болка, разочараност, жал, гнев, но и силна самодоверба. Тој е 18 годишник кој спаси животи и кој силно може да се бори за својот живот, но очигледно и за останатите.